Сите политички актери, а пред се владат, да покажат опипливи резултати во клучните реформски области, а истовремено Европската унија и нејзините членки да ги исполнат своите обврски и да ја поддржат Македонија. Ова е еден од главните заклучоци во нацрт извештајот за напредокот на земјава на известувачот Томас Вајц, кој следната недела ќе го презентира пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. И покрај позитивните реформски чекори, напредокот на реформската агенда на Европската унија, особено во клучните области како владење на правото, реформите на правосудството и борба против корупцијата е недоволен. Наведува Вајц и додава дека не е постигнат напредок во однос на уставните измени, поради загриженост за потенцијални дополнителни билатерални блокади или барања од Бугарија. Ова се должи на изборната кампања, ограничените капацитети во јавната администрација и недостигот на долгорочна политичка посветеност. Не е постигнат напредок во однос на уставните измени, поради загриженост за потенцијални дополнителни билатерални блокади или барања од соседните земји. Потребно итно зголемување на политичката волја од двете страни за да се надмине овој ќорсокак. Вајц нагласува дека во време на големи промени во меѓународниот поредок, особено поради војната на Русија против Украина, ненадејната неизвестност околу иднината на трансатлантската алијанса и пошироките закани за меѓународниот поредок, базиран на правила од суштинско значење Европа да остане обединета. Во исто време, Европската унија и нејзините држави членки исто така мораат да ги исполнат своите обврски. Мораме целосно да ја поддржиме земјата, вклучително и преку активен дипломатски ангажман, за да ја помогнеме на Македонија да напредува во исполнувањето на сопствените обврски и да ги надмине постојните пречки. Позитивни забелешки за Македонија има во однос на животната средина, биодиверзитетот, енергијата и транспортот, каде се поздравува напредокот поврзан со законот за енергетика и коридорите 8 и 10. Се поздравува конструктивното учество на земјава во регионот и усогласеноста со надворешната политика на Европската унија. По презентирањето на нацрт извештајот следната недела, документот напролет ќе биде разгледан од сите политички групи, пошто следува гласањето за него во АФЕД во мај, како и гласање на пленарна седница на Европскиот парламент на лето. Зборовите македонски јазик и идентитет ги нема во новата нацрт верзија. Откако минатогодишниот извештај ги вжешти односите со Софија, токму поради ваквата формулација, која лани се најде во драфт верзијата, но по офанзивата на Софија со амандмани, термините беа отстранети од финалниот документ. Известувачот Вајц стана мета на жестоки напади од бугарските европратеници, кои тврде дека австријскиот дипломат ја поддржувал македонската позиција.